на учење многу често се среќаваме со различни луѓе и со различни професии. Таму се јавува потребата да се запознаеме со некој од нив и да видиме со каква дејност се занимаваат тие луѓе. Затоа ние денеска ја посетиме блиската фурна во нашето село и ќе се запознаеме со една професија. Тоа е професијата на пекарот. Со обработката на оваа наставна содржина, вие ќе се запознаете како се добива лебот. Исто така, ќе се запознаете со занајатот на пекарот. Ќе можете да ги примените вашите сознанија во секојдневниот живот, ќе правите разлика во технологијата за изработка на леб и разните видови на леб што постојат, а ќе бидете секогаш спремни за акции за истражување. Вечина, значи рекоме каде го месиме во миксерот, ставаме вода, брашно се и тука се замесува. Тука стасува, а после кога ќе го размесиме, го мериме, тука го сечеме и го мериме на вага. И се размесува на оваа плотна маса. Јас сакам да прашам дали е топло просторијата каде што се пече лебот. Мора да биде на добра температура соодветна каде што се спрема лебот. Дечиња да видиме каде бевме денеска. Денеска се пееме пекара. Во пекара, така ли? Да. Добро. Ајде кој сака да каже со која професија се запознавме таму? Антонио, со која професија денеска таму се запознавме? Таму се запознавме со професијата пекар. Го запамтивте ли начинот на правење на леб? Да, како се месе леб. Учиме како се прави? Лебот. Ајде дечиња, ние да се поделиме сега во две групи и ќе истражуваме сите заедно. Едната група ќе истражува како се правило лебот порано, другата група ќе истражува како се прави лебот денеска. Ајде да видиме каде се можеме да истражуваме, каде ќе пронајдеме се информации. Драгана? Пронајдеме информации од интернет. Ќе прашаме некои луѓе од околината. Ќе истражуваме од енциклопедии. Пребарувајќи на интернет научив многу работи. Научив дека лебот е стар околу 6000 години. Во Европа има над 50 музеи за леб. Денес лебот се подготвува во современи пекари. Порано житото се чувало во амбари, а сега се чува во силоси. Во минатото луѓето го мелеле житото во воденица. Тестото го меселе рачно и го печеле во вршник и подница. Во минатото луѓето житото го жнееле со срп, а житото исто така и го вршеле на гумно со коњ. Жнеале ми жнеале, деветре даде, војки десети од ергени, на жетва да ми дојдете, на тоа поле широко, на та нива голема. Целите од оваа содржина која што ќе работиме е да се запознаеме повеќе од начинот и процесот на добивање на лебот, како и начинот на добивање на лебот во минатото и да се развие свеста кај вас ученици за потребата и значењето на лебот.
дека лебот не е само потреба за живот и здравје на луѓето, туку тој е и почитување на човековиот напор и труд кој што влегува во целокупниот процес за добивање на леб. Дали ви е јасно? Јас овие информации ги добив со многу прашања од пекарот Трајче. За да се направи леб, потребни се следните состојки: квасец, сол, брашно и вода. Измесат, потоа лебот да скисне и да се испече. Значи, овие активности ги мотивира децата да бидат многу поубедени во себе, ги поучува за овие видни активности што треба и понатаму во животот да се снаодат. Значи, овие работи ги поврзува покрај децата, значи овозможува и на родителите да бидат многу по-блиски практично со наставниците. Днеска научивме како се прави леб и кои состојки се ставаат во него. Би сакала уште да се дружиме. Вака полесно учам, бидејќи сами истражувам. Овој начин на работа ми се допадна затоа што се дружиме и затоа што ги кажуваме своите размислувања. Ова беше возбудливо и многу научив.